Еколошките налепници кои ќе покажуваат колку секое возило во Скопје загадува, предвидени со измените на Законот за возила пред пратениците во собранието, се очекува да се најдат по референдумот за името на државата. Во ноември минатата година, градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов инициираше законски измени со кои при технички преглед на возилата, секое возило да може еколошки да се мапира и да добие налепница. Потоа градските власти ќе можат административно да ги исклучуваат возилата што реално придонесуваат за загадување на воздухот. Шилегов очекува предлогот да помине пред собранието на Република Македонија по референдумот, а по изгласувањето градоначалникот ќе биде тој што ќе забранува движење на возила според екомапирањето. Градот Скопје како ненадлежен орган, меѓутоа имајќи во предвид дека јас како градоначалник сметам дека сум должен да без оглед на сопствената надлежност ги пресретнувам и работа на проблемите, беше координативно тело или раководеше со координативното тело кое што го водевме ние како град Скопје заедно со Министерството за економија, Министерството за заштита животна средина и Министерството за внатрешни работи. Членовите на мојот кабинет кои што го раководеа тоа тело, заедно со вработени во надлежните министерства, ги изготвивме потребните законски решенија кои што треба да ги носат како државни органи на централно ниво, Министерството за внатрешни работи и Министерството за економија, и тие текстови на законските измени се доставени до надлежните министерства. Постапките, колку што јас знам, се веќе некаде во владина постапки, очекувам дека е можно веќе во оваа есен, од која ќе заврши, да речем, одморот на собранието и поуспешно спроведениот референдум, да може собранието на Република Македонија да ги донесе тие законски измени со цел да градот има можност да учествува, односно партиципира во креирањето на политиката на сообраќајот и мапирањето еколошко на возилата. Екомапирањето нема да има дополнителни финансиски импликации врз буџетот на граѓаните, бидејќи секој граѓанин врши технички преглед во текот на годината. Разликата е во тоа што при мерење на издувните гасови ќе може да се категоризира возилото, каква и колкава количина на издувни гасови има и согласно тоа да се мапира во еколошка смисла. Секое возило би требало да добие соодветна боја на налепница, како постојните што ги имаат при регистрација на возилата. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов вели дека кога ќе се донесат измените, тогаш градот ќе има можност да учествува во креирањето на политиката за сообраќајот.